Почнавме една соработка пред извесен временски период, не подолго од една година. И врз база на студиските посети кои што ги имавме таму, сме избрани како една од општините во Македонија која што ќе работи на реформи на противпожарните служби во државата. Со таа цел веќе адаптиравме одредени услови во нашата противпожарна единица во Куманово и добивме едно возило како донација. Се работи за подвижна или мобилна скала со должина од 32 метри, која што се користи за спасување и интервенција при пожари, несреќи и други вонредни состојби. Во таа прилика сакам во име на граѓаните на општина Куманово и во моје лично име да се заблагодарам на граѓаните на Австрија и секако на покрајината Тирол. Ќе продолжиме да ги користиме нивните искуства. Целта е Куманово да стане еден пилот проект за реформи на противпожарниот систем, каде што покрај професионалната пожарна единица ќе обезбедиме услови за функционирање и на доброволни противпожарни друштва во самиот старт на 3 различни пунктови. Тоа е во село Пчиња, во село Табановце и во село Орашец, каде што општината ќе има обврска да изгради постоечки во рамки на постоечките капацитети места за паркирање и складиштење на опремата и дополнителни места каде што тие доброволни пожарникари би можеле да вежбаат, тренираат и да интервенираат во случај на пожар и други евентуални несреќи. Целта е да се приближиме на системот кој што Република Австрија го има во моментот и е еден од најдобрите не само во Европа и во светот. А во иднина по пат на донации и со употреба на наши средства да ги доопремиме нашите противпожарни сил, се со цел да обезбедиме поголема сигурност и поголема заштита од пожари и вонредни состојби на територија на општина Куманово, па и пошироко во регионот. Das Projekt hat begonnen auf die Bitte unseres Botschafters Martin Bammer. Проектот започна со посредство на амбасадорот австрискиот амбасадор Мартин. Der erfahren hat, dass wir seit 15 Jahren Feuerwehrprojekte in Kroatien machen. Веќе 15 години спроведуваме проекти на територија на Балканот, посебно во Хрватска. Und hat uns mit Kumanovo zusammengebracht, mit dem Bürgermeister. Да, тој не доведе во Куманово и не запозна со градоначалникот на Куманово. Und wir haben mit den Feuerwehrleuten von Kumanovo und mit Bürgermeister eine ausgezeichnete Erfahrung bis jetzt gemacht. Со градоначалникот и со пожарникарите од станицата во Куманово имавме добри разговори. Und wenn sich genug Freiwillige finden in diesen Доколку Dörfern, успееме да најдеме доволен број на доброволци, волонтери, пожарникари, wollen wir bei der Ausrüstung und bei der Ausstattung mit Fahrzeugen helfen. би сакале да помогнеме со доопремување на службата и со доопремување со нови возила од Австрија. Wir wollen auch helfen bei der Ausbildung der Leute. Посебно би сакале да помогнеме во обуката на луѓето, на пожарникарите. Sowohl in Tirol als auch in Kroatien die Како во Тирол, во покрајината Тирол, така би спратиле луѓе во Хрватска на обука. Und wir wollen helfen, Jugendfeuerwehren aufzubauen. Би сакале да помогнеме да изградиме пожарникарска служба за млади луѓе во Куманово. Und wir sind sehr positiv, wenn sich die nächsten 2-3 Jahre gut entwickeln, wollen wir langfristig Би било позитивно доколку сето ова во наредните 2 до 3 години се развива во позитивна насока. Und wir hoffen, dass sich die Sicherheit hier in der Gemeinde Kumanovo stark verbessern kann. И се надеваме дека со тоа посебно ќе се подобри сигурноста и безбедноста на граѓаните на град Куманово. На 100.000 жители колку има доброволци, например, во Австрија согласно На 100.000, auf 100.000 Einwohner, wie viele Freiwillige gibt es in Österreich? Die Rechnung ist ganz, also wir sind nur ein Bundesland, wir kommen aus Tirol. Ние сме сојузна покрајни, доаѓаме од Тирол. Haben halb so viele Einwohner wie Mazedonien. Речи си половина жители имаме колку во цела Македонија. Und haben 32.000 freiwillige Имаме Feuerwehrleute. 23
илјади доброволци, односно волонтери. Ganz Mazedonien hat 800 А Feuerwehrleute. цела Македонија има само 800 доброволци. А на кој начин ги регрутирате? Како Auf welche Weise rekrutieren Sie die Freiwillige? Auf freiwillige Basis oder gibt es eine Verpflichtung? Nein, überhaupt nicht. Das ist nur auf freiwilliger Basis. Едноставно на доброволна Wir beginnen основа. in der Schule mit den Schülern zu Почнуваме уште arbeiten. од школска возраст со обука на младите во училиштата. Und diese Schüler bleiben dann zum großen Teil bei der Feuerwehr. Големиот дел од учениците кои што учествуваат во обука, понатаму, после 16 годишна возраст, најчесто се одлучуваат да останат во Die службите. Freiwilligen genießen diese Kameradschaft, die sie zusammen haben. Значи, волонтерите уживаат во пријателството што го стекнуваат за време на обуката Und dass sie auch für ihre Gemeinde, für ihre Mitbürger etwas machen können. и задоволство им што можат нешто да сторат за општината и за граѓаните во Австрија и во покрајната. Добиваат ли паричен надоместок? Bekommen Sie Gehalt, die Freiwilligen? Nein, überhaupt Не, nicht. воопшто не добиваат ништо. Nein, sie bekommen das, was sie brauchen, Bekleidung und Добиваат само опрема, облека, sie haben Zaštitna Räume, obleka, wo sie auch prostori. kameradschaftlich zusammensitzen können, стекнуваат пријателства. wo sie grillen können, wo sie ihr Bier trinken können. Каде што oder можат да ihren се Saft. дружат, забавуваат. Und das reicht. Тоа е за нив сосема доволно. Дали имаат бенефици нешто? Haben Sie irgendwelche weitere Leistungen? Nein, Ne. Weil wir haben die Erfahrung, wenn du beginnst, Freiwilligkeit zu bezahlen, dann Ние имаме zerstörst du Freiwilligkeit. Искуство кога почне во Австрија да се плаќа волонтерството, тогаш самото тоа волонтерство се губи. Видете вака, на секој случај ова возило ни е добродојдено, бидејќи вакво возило му е преко потребно на град како Куманово. Имаме висококатници. Возилото е, како што спомена градоначалникот, првична намена му е како возило за спасување од височини, 32 метарска скала, хидравлична корпа. Меѓутоа, во даден момент се користи за гасење на пожари на повисоки фатори. Се монтира додатна опрема. Треба се приклучува на возило, така да директно од него може да се гаси објект. Имаме ли обучени пожарникари кои ќе работат со него? Во Австрија беа пратени тројца членови територијална противпожарна единица Куманово, кои беа таму една недела на обука, го донесе возилото овде и во меѓувреме изврши обука на сите вработени во нашата единица, така да сега можем да кажем дека буквално 70% од пожарникарите кои се во работен однос се оспособени да работат со ова возило. Која му е вредноста? Сега навистина не знам, не би сакал да шпекулирам вредноста. Мислам дека по документи некаде околу 30.000 евра е проценато. Ovo je Меѓутоа, околу 600. ново возило вакво, сега што го добија оние е 950.000 евра. А колку години е стар? Да, 26-7 години. 6-7 години. 26 години. Да. Меѓутоа, возилото е во извредна состојба, така да се надевам дека ќе остане и кај нас, бидејќи ќе биде, мора да биде подложено на посебни сервиси, посебни подражувања, не е како овие обични возила, бидејќи целото е хидравлика и електроника. Благодариме. Пожарникарите кажа дека се подготвени да дадат уште возила, но доколку нели имаме капацитет на пожарникари, ќе исполниме ли условите и дали ќе очекуваме уште нешто? Апсолутно, сите поставени услови ќе дадеме се од себе да ги исполниме, што бараат од нас. И се надевам дека ќе успееме да испратиме уште некоја екипа од Куманово на обука кај нив, бидејќи, како што напомена и градоначалникот, нивната служба е далеко напред. Што во овој момент недостига на противпожарната служба во Куманово? Мислите од возен парк или од услови за Да. Оце. од се? Па видите, нашиот возен парк е стар во просек 42-3 години.
нормално е дека ќе бидеме презадоволни ако успееме да го смениме возниот парк, да имаме возила кои се од 10 до 15 години стари, кои нормално не се толку и замортизирани. А во меѓувреме работиме на реновирање на гаражниот простор, ќе продолжиме со реновирање на целосно на целиот дом, така да се надевам дека ќе воспоставиме и ќе успееме да направиме услови за да продолжиме со оваа соработка и да добиеме уште некое ново возило од колегите од Тирол. Благодариме. Предпоставувам ова се сезонските работници кои да примени с пожарникари. Какво искуството се не се вклопија во вашата работа? Океј, дечките се добри сега, мислам 27 се вкупно, меѓутоа по мене доста премени на работа кога помина сезоната фактички на пожар. По мене требаше да бидат ангажирани негде од јуни до септември, октомври.